Okay. Добар ден на сите, почитувани пратенички и пратеници. Ми представува големо задоволство и чест да ја отворам конститутивната седница на неформалната интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. На денешната седница сакам да ве информирам дека во овој состав досега се пријавени 11 пратенички и пратеници од различни политички партии. Некои од нив од колегите и колешките се извинија дека не можат денеска од оправдани причини да присуствуваат, но секако даваат целосна поддршка на групата. Членови пријавени досега на оваа група се Маја Морачанин, Снежана Калецка-Ванчева, Драгица Ѓавочанова, Љупчо Пренџов, Гордана Силјановска-Давкова, Љатифе Шиковска, Марија Костадинова, Бисера Костадиновска-Стојчевска, Моника Зајкова, Мирослав Богдановски и Велика Стојкова Серафимовска. Дозволете јас накусо како координаторка на оваа група во претходниот мандат да ве информирам за она што работевме во изминатите 3 години, како се дојде до формирањето на оваа неформална група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, кое што практично за прв пат се формираше во собранието во февруари 2018 година и е единствена група која што работи на темата на ЛГБТ и правата во регионот. Се уште во другите земји од регионот, во парламентите не е конституирана ваква група. Иницијативата за формирање на групата започна уште 2017 година од страна на невладиниот сектор, кој што со години работи на ова прашање и во заедничка комуникација заклучивме дека најдобар начин на соработка и како сите заедно можеме најдобро да придонесеме за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето е точно со формирање на една ваква неформална интерпартиска група, која што е во тесна соработка и комуникација со невладиниот сектор. Конститутивната седница во февруари 2018 се одржа овде во собранието со присуство на представници и од невладиниот сектор и се разбира пратенички и пратеници, беа присутни и амбасадорите кои што дадоа силна поддршка за формирање на оваа група. Денес во овој мандат, со обзир на состојбата со пандемијата со COVID-19, сме секако во помал број и за да ги спочитуваме сите протоколи, но тоа не значи дека помалку активно ќе работиме и очекувам дека навистина и во следниот период оваа група ќе постигне значајни видливи резултати. Она што минатата група ја започнавме со 6 пратеници на почетокот од различни партии кои беа дел од групата, но со тек на време бројот на пратенички и пратеници во оваа група се зголемуваше и стигнавме до 14 пратеници, членови на групата и мислам дека тоа навистина беше за поздравување кога за прв пат се формира една ваква група, сепак е тоа навистина респектибилен број на пратеници и имавме навистина одлична соработка сите заедно. Она што јас, ако дозволите, мислам, бидејќи се тие први пратеници кои што учествувале во формирање на една ваква група, би сакала да им ги прочитам имињата и да им се заблагодарам. Некои од нив сме пак во собранието, некои веќе не се, но мислам дека треба да искажеме една почит и благодарност кон нивниот придонес. Значи, покрај мене, која бев и тогаш член, беше Павле Богоевски, Бранко Маноиловски, Лилјана Поповска, Ирена Стефовска, Ивана Туфекџич, Петар Атанасов, Јагода Шахпаска, Снежана Калевска-Ванчева, Александар Кирацовски, Славица Шуманска-Митева,
Јулијана Николова и Никица Корубин, Сонја Мираковска и Нола Исмаиловска Старова, а како последен потоа се приклучи и пратеникот Самка Имбремовски. Уште еднаш им благодарам на колегите за придонесот. Она што успеавме во изминатиот период да реализираме од нашиот акцијски план и заложби како група, во однос на изменување на законската регулатива во насока на унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, беше на усвојувањето на амандманот кој го поднесовме на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кој ги вметнавме сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. И тоа беше во тој закон пред да се донесе практично законот за дискриминација, така што амандманот беше прифатен и е веќе составен дел од овој закон. Се разбира, значаен напредок во подобрување на регулативата беше и носењето на законот за дискриминација, кој после целата таа своја голгота би рекла, еве го конечно го виде светлото на денот во овој мандат и доби голема поддршка од сите пратеници и конечно го имаме законот за спречување и заштита од дискриминација, кој исто така имаше голема поддршка и од Европската Унија во насока на потребата од носење, бидејќи е навистина многу важен дел од законската регулатива кој овозможува спречување и заштита од дискриминација на сите граѓани. И во самиот извештај на Европската комисија тоа беше споменато исто како што беше нотирана и поздравена и самата ЛГБТИ група во парламентот како позитивен исчекор во тој правец. Понатаму учествувавме во бројни, би рекла, конференции, дебати заедно со невладиниот сектор кои што се однесува на овие прашања, кои што се однесуваат на правата на ЛГБТ и луѓето, но и предизвиците со кои што се соочуваат секојдневно во своите животи, говорот на омраза кој што е присутен, стигматизација, дискриминација, па и насилство врз ЛГБТ и луѓето. И мислам дека еден можеби од најголемите придонеси во насока на подигнување на јавната свест за проблемите со кои секојдневно се соочуваат нашите ЛГБТИ сограѓани и потребата од промени беше учеството на 9 пратенички и пратеници од оваа неформална ЛГБТИ група во кампањата, медиумска кампања "Не суди кој кого љуби", и мислам дека не мислам тука е така, за прв пат пратенички и пратеници од собранието учествуваа во една ваква кампања која ги тангира правата на ЛГБТ и луѓето, и заеднички пративме јасна порака дека стоиме во поддршка и заштита на човековите права на ЛГБТ и луѓето. Исто така на 17 мај 2018 година, тоа е ИДАХОТ, меѓународен ден против хомофобија, трансфобија и бифобија, во собранието имавме настан и излеговме со едно заедничко соопштение кое што беше пренесено на веб страната на собранието во поддршка и солидарност во борбата против трансфобија, хомофобија, бифобија, што беше исто така еден, речем, прв во историјата на собранието за прв пат од собраниската страна јавно се искаже поддршка кон ЛГБТ заедницата. Како една благодарност би рекла до сите наши заложби како парламентарна група, на 17 мај 2019, значи по повод ИДАХОТ денот, од страна на мрежата за борба против хомофобија и трансфобија, значи од невладиниот сектор, нашата група ја доби на годинешната награда за поддршка во борбата на правата на ЛГБТ и луѓето, и тоа беше навистина
голема чест за нас и признание за нашите активности. Оно што друго мислам дека важно да се спомене од изминатиот период, да, тоа е секако учеството на дел од пратениците од оваа група на Скопје Прајд, првата парада на гордоста која во Македонија се одржа и во која зедоа дел и од нашите пратеници, учество од групата, и се разбира со невладиниот сектор и со граѓаните, и дадовме придонес во видливоста на ЛГБТ и граѓаните, и јас имав чест да, како координаторка на групата, да се обратам на тој собир. Понатаму, она што би сакала исто така да ве информирам е дека во текот на нашата соработка со невладиниот сектор, во организација на невладината ХЕРА и со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија се организираше студиска посета за членовите на неформалната група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето во Холандија. Престојувавме 2-3 дена и сметам дека навистина е вредно да се спомене, бидејќи разменивме искуства со земјата која што можеби има и најдолга традиција во поддршка и искуство, би рекла, во поддршка на правата на ЛГБТ и луѓето, и имавме можност навистина да се стекнеме со нови знаења и да го унапредиме и нашиот процес, и тоа не само во однос на функционирање на собранието или владата, туку имавме директни средби и со нивните институции, како што се полицијата, и дел од образовните институции, и ги дискутиравме тие искуства, како тие и во образовниот процес ги вклучуваат овие теми и кој е ефектот од тоа, но исто така и како полицијата поминува низ обуки и тренинзи за да може да излезе во пресред на заштита на правата на ЛГБТ и луѓето, но и да ги превенира, се разбира, насилствата. Така што мислам дека тоа беа навистина корисни искуства и се надевам дека во скоро време, во иднина, и кај нас ќе започне реализација на такви типови на соработка и обука. И еве за крај, мислам уште нешто што е важно да се спомене, што практично произлезе и од средбата која имавме во Холандија со нивни представници од парламентот и така натаму, и од владата, и од институциите. На наша иницијатива предложивме на нашето министерство, на наша иницијатива како група, предложивме до Министерството за надворешни работи да поднесе пријава, барање за прием на Република Северна Македонија во меѓувладината коалиција за еднакви права. Тоа е една коалиција која што е на глобално ниво и информирани сме дека практично ние сме членка формално од 31 мај 2019 година. Јас очекувам дека и нашава група во овој мандат ќе соработува одлично и дека ќе постигнеме уште поголеми успеси и резултати сите заедно од различни политички партии. Еве на почеток на самото формирање имаме 11 пратенички и пратеници. Уверена сум дека бројот ќе се зголемува и сите заедно во тесна соработка со невладиниот сектор ќе дадеме придонес во унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето и заштита од стигматизација, говор на омраза, дискриминација и така натаму. И за крај посебно ми е драго и мислам дека ова е убав начин да го одбележиме денот на човековите права, меѓународен ден на човекови права, 10 декември. И еве со ваков настан, со поддршка на ЛГБТ и луѓето, бидејќи правата на ЛГБТ и луѓето се човекови права, упатувам и честитки до сите граѓани по повод Меѓународниот ден на човековите права. Благодарам
за вниманието и јас би дала сега збор на Драгана Дрндаревска како представник од Националната мрежа против хомофобија, трансфобија и бифобија, со кои навистина одлично сработуваме. Повели Драгана. Ти благодарам, Маја. Ти благодарам за поддршката претходниот мандат. На тебе секако и на другите пратеници и секако им благодарам на пратениците кои што досега се членови на оваа група и се надевам дека ќе имаме уште повеќе пратеници. Претходното искуство ни покажа дека не се зголемува бројот од стартниот за некои 20-30%, така што сега би имале уште повеќе од претходниот состав. Ви се обраќам од име на Националната мрежа против хомофобија и трансфобија, неформална мрежа од 20 здруженија и неформални групи кои здружено работат на унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Како што знаете, 10 декември, меѓународен ден на човековите права, а знаеме дека човековите права припаѓаат на сите со самото тоа што се луѓе. Пардон. Тие се стекнуваат со раѓање, без разлика каде се наоѓате и без разлика кои се вашите лични карактеристики, без разлика на расата, етничката припадност, попреченоста, но и без разлика на родот, родовиот идентитет и сексуалната ориентација. Од тука улогата на која било власт не е некому да даде права. Тие ги имаме со самото тоа што сме се родиле. Имаме среќа да живееме во демократска земја во која човековите права се уставно загарантирани како позитивни права, меѓутоа и како споделени суштествени вредности на кои треба да се гради целото општество, секоја институција, секоја власт, секој училиште, секој медиум, секој дом и така натаму. Улогата на властите е да обезбедат услови во кои човековите права на сите граѓани непречено ќе се остваруваат, но ќе бидат соодветно заштитени во случај на повреда. Улогата на власта е да се ја исполни ова уставна обврска, но и обврската кој секој граѓанин кој има право да живее достоинствено во благосостојба. Тоа е заеднички идеал кон кој треба заеднички да се стремиме како општество. Но ЛГБТ луѓето се група кои што се уште чекаат соодветна гаранција и заштита на човековите права. Тоа се луѓе кои секојдневно се соочуваат со дискриминација, се соочуваат со омраза, луѓе кои немаат еднаков пристап до добри услуги, луѓе кои често се исмејувани и вулгаризирани од околината, но и од страна на представниците на институциите кои ќе им се обратат. Бројните митови кои обстојуваат за сексуално и родово различните, како мислењето дека сме увезани од Западот, дека имаме за цел да го уништиме семејството и нацијата, дека сме перверзни и штетни за околината, го повредуваат достоинството и привлекуваат насилство и дискриминација кои дополнително ги отежнуваат животите и секојдневието. ЛГБТ луѓето, како и сите останати, сакаат да учествуваат во ова општество, сакаат да го искористат својот потенцијал, да можат непречено да отидат на лекар, да можат слободно да се движат без страф и осуда, да создадат семејства и квалитетни врски со роднините, со родителите, со интимните партнери, со пријателите, со околината целосно. Од тука формирањето на оваа интерпарламентарна група, значи зголемување на соработката, повторно афирмирање на соработката помеѓу ЛГБТ и граѓаните и здруженијата, значи превземање на заеднички напори за напредување на состојбите и секако афирмирање на одговорноста на законодавниот дом кон гарантирање и заштита на човековите права на ЛГБТ луѓето. Иако бележиме унапредување, овој парламентарен состав секако мора да продолжи со тој тренд. Целта е да одиме секако постепено напред и никако да не бележиме уназадување на правата кои што веќе сме ги стекнале, а гледаме дека тоа и такако се случува во одредени земји, дури во Европската унија. Изгласувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација беше првиот чекор, но пред собранието е под еднаква важната задача да се изберат професионални и независни членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кои ефикасно ќе ги штитат сите маргинализирани групи, помеѓу кои и ЛГБТ луѓето. Понатаму престои и изборот на нов народен правобранител,
кој исто така мора да биде независен професионалец со цел реформирање на институцијата и обезбедување на поефикасна заштита на човековите права на граѓаните кога тие се прекршени од страна на државата. Унапредувањето на правата на трансродовите луѓе е клучен предизвик, бидејќи токму оваа заедница е изложена најмногу на социјална ексклузија и насилство. Заштитата од кривичните дела на омраза мора да се унапредува преку зајакнување на капацитетите на полицијата и обвинителството, бидејќи и покрај законските измени во 2018 година не бележиме значајни унапредувања на практиките на овие институции. Верувам дека сите овие предизвици може да се надминат со заедничка и континуирана работа на сите институции на извршната власт, меѓутоа секако и пред се на законодавниот дом, како и координација и соработка со здруженијата на граѓани и останатите партнери. Од тука повторно ви благодарам на присутните и на првите кои што се зачленивте кои искажавте волја да се зачлените во оваа група и ги повикувам претениците од сите парламентарни политички партии да пристапат кон групата со цел да покажат дека се пратеници за сите граѓани, дури и за најранливите и за најнепосакуваните, условно кажано, во општеството. Ви благодарам. Благодарам, Драгана. И јас ке ве замолам од колегите, колешките пратеници, дали некој исто така би сакал да се обрати? Професорке, да, повелете, Гордана Силјановска-Давкова. Како ви е згодно така? Добар ден на сите. Јас веќе напишав една изјава, ама сега ќе се обидам нешто ново да кажам, а не тоа што го напишав, оти чувствувам потреба. Се разбира, и она што го напишав, и она што ќе го кажам, има директна врска со 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права. И се разбира, неразделно е од универзалната, потенцирам, декларација за човековите права. Еве да цитирам еден умен автор, Алексис Токвил, кој што во многу познатото негово дело Демократијата во Америка, во битката за еднаквост препознава движечка сила во историјата, а јас реков дека јас пак во недискриминацијата препознавам цивилизацијска вредност. И добро е чекор по чекор ние да овозможуваме еднаквост на различни категории. Јас сум голем критичар на одредбите уставни, кога барем нема и други основи, туку е затворена листата, таква е нашата листа. И сега знам дека следното што ќе дојде еден ден е посебно да се заштитат правата на децата, посебно да се заштитат правата на возрастните. Еден ден знам дека и флората и фауната ќе ја заштитиме, зашто штитејќи ја животната средина, всушност се штитиме себе си. Она што го истакна во писмената изјава беше врзано за едно право што за жал го нема во уставите денеска, меѓутоа за прв пат се појавило во Американската декларација за независност, а потоа и во Француската декларација е правото на среќа. С правото на среќа имаме можност да го интерпретираме само самите. Значи, и јас токму тука го препознавам. Ја препознавам основната причина. Секој треба да има право на собствено препознавање на она што го прави среќен,
на собствена идентификација со она што го прави среќен или на она што значи толкување на светот по свое. Значи не по мое, не по твое, не по ваше, туку по свое. И тука мислам дека е многу добро што еве, не знаев дека е ова местото каде што е формирана за прв пат оваа неформална коалиција. Зошто? Бидејќи по Уставот ние ги представуваме сите граѓани. Значи и поинаквите од нас. Сите граѓани. Што значи и ЛГБТИ субјектите, личностите, заедницата, индивидуите, луѓето. Тоа значи дека оваа врата мора да биде отворена и за нив. И неколку поенти уште. Често пати се повикувам на правото на самоопределување. Самоопределувањето се врзува за категоријата народ и главно настанува во рамките на Обединетите нации по нивното формирање 45-та година во антиколонијалното ослободување, меѓутоа многу порано се врзува за секој од нас, за човек, за личност. Значи во оваа смисла и право на самоопределување е сами да ја декларирате перцепцијата на родот, перцепцијата која што се вика сексуална ориентација и слично. Значи не по формулите, туку на свој начин. Уште еден принцип меѓународен, сакам да го потенцирам денеска, бидејќи таков е денот. Јас напишав нема посоодветен ден од овој. Принципот на немешање во внатрешните работи. Не се однесува само на немешањето во внатрешните работи на државите, туку и во немешањето на моите внатрешни работи, на мојата мисла, на мојот начин на слободата на изразување на мислењето. Мислам дека и во случајов на ЛГБТ и заедницата, токму овој принцип мора да се почитува. Како тие се чувствуваат, како се доживуваат. Зошто? Бидејќи, ако немате разбирање за различната перцепција на нештата, јас тоа честопати за односот меѓу мажите и жените го кажувам, тогаш се откажувате од знаење, ум, креација, решеност за промени, или се откажувате од тоа да го погледнете светот и низ нечии други очи. Оти тогаш е тој малку поинаков. Затоа, еве, мислам дека е добро што се собравме овде, мислам дека ќе расте бројот, зошто со тоа заклучувам, уште едно право сакам да споменам. Право на личен интегритет и дигнитет. Најранливите категории многу често се објект, а не субјект на интегритетот и на дигнитетот. А тие секаде и секогаш, без никаков основ и без ограничување, треба да уживаат под еднаква заштита. Да не се плашат, да бидат слободни, бидејќи мојата слобода е гаранција за нивната и обратно, за да бидам разбрана, треба и јас да изразам смисол на разбирање, а мислам дека нема поодговорна категорија и во политичка, ама особено во етичка и во морална смисла, да го штити интегритетот и дигнитетот на сите луѓе, на сите личности, без оглед на основот на дискриминацијата. Благодарам. Благодарам, пратеничке.
Дали уште некој друг би сакал да се обрати? Пратеничката Калевска, повели жена. Благодарам колешке Маја Морачанин, досегашна координаторка, односно првата координаторка на првата интерпарламентарна група за поддршка на ЛГБТ луѓето. Добре дојде за нашите пријатели, добре дојде Драгана и секако голем поздрав на сите оние кои што не се денеска на овој ден со нас, од оправдани причини, а знам дека секако би биле дел на еден ваков важен ден. Зошто важен? Затоа што јас би рекла од два аспекта, и тука она што го кажа и колешката Силјановска, нема подобар ден од овој ден за да промовираме повторно во овој парламентарен состав интерпарламентарна група, значи надпартиска група за поддршка на она што значи човеково право. Денеска е денот на човековите права. Денеска е денот во кој што ние сите треба да кажеме, ние мора да се бориме за еднаквост на различностите. Сите ние на оваа планета, како луѓе, мора да бидеме еднакви, истовремено толку колку што сме различни, по било кој основ. И навистина ми е чест да повторно бидам дел од оваа група, со сета душа, со сето срце и со сиот мој ум и моите сваќања кои што ги имам, ќе се трудам да придонесам максимално борбата за човековите права, постои од како постои човекот и сигурно ќе продолжува, та има модификации, но борбата продолжува. Почитувана колешка Силјановска, навистина имавте инспиративно излагање. Ви благодарам. Имаше многу интересен аспект на човековите права и што е на што све треба да заштитиме. И овдека можда, и не можда, него мислам дека конечно треба да сватиме дека штитејќи ја приватноста, истовремено не можеме да се мешаме во приватност. Интимниот живот, начинот на кој што јас располагам со себе си, со својата среќа, со мојот интимен живот, со кого, како и на кој начин е приватна работа. И се додека не повредувам друг, никој не може тоа право мене да ми го одземе и да ми се меша во тоа право. Така да, јас со тоа и сакам да завршам. Ви благодарам на сите. Знам дека групата ќе се прошири и дека уште наши колешки и колеги, особено колеги, се надевам, и јас во овој момент сакам навистина благодарност за колегата Пренџов да искажам, бидејќи доколку не беше тој, ние во моментот на конституирањето ќе имавме само жени, но очигледно дека жените секогаш биле понапредни во менсетот, така да, а мажите не следеле. Сега, тоа што историски секогаш природната надмог, физичката надмог ја користеле често пати за превласт и за доминација, па дури и за насилство, тоа не значи дека нема да не следат во она што значи единствено исправно. А знаете зашто сум длабоко убедена? Затоа што длабоко во себе сите знаат и тие,
дека само така може да бидат и тие срекни. Значи, без разлика на се. И затоа реков, различни сме по многу основи, но еднакви сме во тоа што сме сите луѓе и сите мора еднакви права да почитуваме. И ви благодарам. Благодарам, Жане. Следна за обраќање се пријави колешката Велика Стојкова Серафимовска. Повели Велика. Ви благодарам многу и навистина се чувствувам почестена да сум дел од оваа група. Јас доаѓам од сегментот образование, наука, но и култура. И ние до сега разговаравме за човековите права, но кои што се навистина должни сме да ги почитуваме во сите аспекти, особено правото на самоидентификација, но и правото на самоизразување. И овде ќе го поврзам тоа со Конвенцијата на почитување на културната разноликост, донесена во 2005 година од страна на УНЕСКО, прифатена и ратификувана од страна на Република Македонија. Според мене ова е една од најубавите конвенции на УНЕСКО, бидејќи почитувањето на различното изразување културно во голема мера се совпаѓа со можноста за различно изразување на човекот како поединка во сите негови аспекти, не само во поглед на културата, туку и во поглед на она што професорката го кажа, како се чувствуваме внатрешно, на што вие, количка, го кажавте дека е тоа наше право, нашата интима е наше право. Во таа насока културата е една од најубавите алатки за искажување на тие работи. И ние во целиот овој изминат период, во овие неколку декади на постојаната борба на ЛГБТИ заедницата во светот, гледаме дека најмногу се изразува именно преку културни настани, преку културата како орудие човеково да си ga искаже внатрешноста, собствената внатрешност како тој се чувствува, но и да го искаже неговото доживување на како надворешноста него го перцепира или неа. Тоа сметам дека е многу важно и дека еден голем чекор напред да ние и во културата дозволиме различно изразување. Значи не смееме да унифицираме начин на создавање на културни дела од било кој аспект. Значи тоа е индивидуална слобода, меѓутоа и слобода на самоизразување и на перцепција. Како ќе ја образложиме перцепцијата, исто така е многу важно и затоа тука сметам дека и културните институции се многу важни во овој процес на ослободување од тие предрасуди, од она што вие го спомнавте, што да, сведоци сме сите на таква перцепција, негативна перцепција, и затоа сметам дека и културните институции се оние кои што треба да бидат двигатели во овој процес, бидејќи е многу важно ние да дозволиме и во институциите луѓето, сите оние да се почувствуваат слободни да се изразат на секако норми, форми кои што се општествено прифатливи, но истовремено кои што дозволуваат лично изразување. Па не само лично, туку никогаш и на една заедница, на еден колектив. Во таа насока се надевам дека ќе успеам да придонесам, особено во областа на културата, но и во областа на образованието, бидејќи ние сме свесни дека во нашето општество децата се стигматизираат уште од најмала возраст и затоа треба овие процеси исто така да бидат дел и од образовните процеси. Сепак живееме во 21. век, кога многу работи се менуваат, почнувајќи од дигиталната ера, како што видовме изминатава година. Значи се е промената е добредојдена, особено во насока кога ги почитува човековите права, но и потребата за различно изразување. Разноликоста е она што го прави светот богат. Тоа е она што нам ни треба и тоа е тоа што ја поттикнува и ја подхранува човековата инвентивност и имагинација, што всушност и не разликува нели од останатиот биодиверзитет во светот. Ви благодарам и уште еднаш ќе кажам почестена сум да бидам дел од оваа група. Благодарам, Велика. Дали уште некој би сакал да се обрати? Добро, видех. Да завршуваме.
Мене ми е непријатно вистина после вакви инспиративни мотивирачки обраќања да се вратиме повторно назад на формалноста, но како нели пратенички и пратеници имаме обврска и да избереме координатор на групата за да го заокружиме овој процес на формализирање. Ве молам дали некој има предлог? Жане, повели? Да. Благодарам, Маја. Јас го имам предлогот и мислам дека веќе и го кажав кога имавме мислам септември месец еден работен ручек нели со тие што бевме членови на групата поранешна. Сметам дека би било добро да повторно биде Маја Морачанин, досегашната координаторка на оваа група, од два аспекта. Значи, прво, Маја беше првата, бидејќи тогаш прв пат и се направи, се формираше оваа група. 2 години така од прилика ја водеше групата. Не го рачунам периодот од ковид кризата кога сите во модерни околности работиме, значи, но за тие 2 години покажа навистина посветеност и воопшто и целата група под нејзино координирање покажа значителни резултати. Јас мислам дека еден континуитет би се обезбедил и навистина сум убедена дека под раководство како координатор на Маја, оваа група ќе продолжи тамо каде што застанавме и ќе имаме уште успеси. Тоа е моето образложение и ви благодарам. Благодарам, Жане. Ти благодарам за комплиментите. Дали уште некој има друг предлог? Добро. Тогаш го ставам предлогот на гласање. Кој е за предлогот на пратеничката Жане, јас да бидам повторно избрана за координаторка? Добро, можам да констатирам дека едногласно пратеничките и пратениците од интерпартиската парламентарна група, малку е долг називот, но јас инсистирам, еве нема да ми замирите, многу често велиме интерпарламентарна, ова е парламентарна, ама интерпартиска група за напредување на ЛГБТ и луѓето. Ја избра Маја Морачанин за координаторка на групата. Јас би сакала да ви предложам, треба да избереме и заменик координатор, и тоа е добро секогаш нели да бидеме двајца. Во минатиот состав беше Павле Богоевски, но бидејќи имаме најава и од други пратенички и пратеници кои сакаат да се приклучат на групата и некои навистина од оправдани причини не се во можност, би предложила, доколку прифаќате изборот на заменик координатор, дополнително на некоја седница наредна состанок да го избереме. Дали се согласуваме со овој предлог за следна седница да одбереме заменик координатор? Ви благодарам многу. Со тоа ја затварам конститутивната... Повели. Благодарам. Пред да упатим честитки, јас само сакам да кажам дека навистина сум среќна што член на ова наша парламентарна интерпартиска група е и председателката на Комисијата за еднакви можности. Значи, и од формален, значи, не само... Нема избор. Добро, не да стима, меѓутоа сакам да кажам, значи, определбите, размислувањата, нејзини се јасни, тука и доприносот што може да го даде, но ова го говорам и од она што значи формален аспект во делувањето и оно што треба да произлезе како резултат на оваа група и затоа тоа сакав да го кажам. Сакав и преска, ма заборев, се извинувам.
Благодарам, Жане. Мислам да коментарот е сосема соодветен и е значајно и пораката што се праќа е таа и мене ми е навистина драго што и во формирањето и во вашите говори се гледа ентузијазмот, посветеноста и значењето кое за секој од нас оваа тема генерално за почитување на човекови права и права на маргинализирани групи и ЛГБТ ја живееме лично и убедена сум дека навистина ќе успееме да постигнеме многу добри резултати во следниот период. Ви благодарам уште еднаш.